Вчера се случи терористички напад во Виена кој што потресе целата јавност. Како што известува медиумот CNN, најмалце еден вооружен човек со автоматски пушки го започнал нападот во Виена. Надлежните оттаму го нарекоа терористички напад. Најмалце 3 лица го изгубија животот и 15 се повредени, вклучувајќи еден полициски службеник. Исто така еден осомничен е убиен од страна на полицијата. Не е познато колку напаѓачи се вклучени во овој напад. Како што вели полицијата, многу луѓе со пушки започнале со пукање на 6 локации во градскиот центар, а еден од напаѓачите се уште е во бегство. Надлежните посочуваат дека не е исклучена можноста да се повеќе напаѓачи. Човекот кој што го застрелил полицајот носел лажен бомбашки елек кој што бил тешко вооружен. Полициските службеници од СВАТ тимот користеле експлозиви да влезат и да го пребараат неговиот апартман. Денеска се одржуваат председателските избори во САД, односно во првиот вторник од ноември секоја престапна година. Според можноста за рано гласање до вчера, повеќе од 95 милиони американски граѓани гласаа преку пошта. Ова е историски најголем број на гласови добиени по пошта, а како причина за тоа се наведува пандемијата со COVID-19. Ова се правилата според кои се одржуваат председателските избори во САД. Уставот како услов за личноста да стане председател или подпредседател на САД предвидува дека мора да биде роден на територијата на САД, да има најмалку 35 години и да престојува во САД најмалку 14 години. Кога американците одат на председателски избори, тие всушност гласаат за членови на изборниот колегиум, односно електори. Овие луѓе се избирачи и нивната работа е да изберат председател. Вкупно има 538 електори и нивниот број во принцип одговара на населението на одделни земји, но не секој од нив представува изброј гласачи. Калифорнија има најмногу 55, додека државите Ајаска, Северна Дакота и градот Вашингтон имаат по 3. Секој електор представува еден изборен глас. Кој ќе однесе председателската титула, дали Доналд Трамп или противникот Џо Бајден, останува да видиме во текот на денешниот ден. Уште едно 4-годишно девојче беше спасено од урнатините во Измир денес, 4 дена откако земјотресот го погоди тој град, пренесоа медиумите. Градоначалникот на Измир, Тунг Соер, на Твитер објави дека 4-годишно девојче било спасено од урнатините. Во земјотресот во западна Турција загинаа 100, а беа повредени 994 лица според новиот официјален биланс на несреќата. Земјотрес ги погоди Турција и Грција во петокот. Епицентарот бил во Егејското море, североисточно од грчкиот остров Самос. Десетици згради беа уништени, а над 5000 луѓе останаа без покрив над главата во покринат Измир. Од петокот во областа на земјотресот се забележени 1464 послаби земјотреси, објавија турските власти.